Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, поздрав во студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Еве денеска повторно заедно започнуваме нашата утринска емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија сакам да ја започнам со еден библиски текст кој го наоѓаме во последната книга на Светото писмо, Откровение 21:5. Еве што кажал Исус Христос: еве правам се ново. Бог е Бог, почитувани гледачи, на нови почетоци. Твоите грешки не го поништуваат неговото милосрдие. Колку и да грешиме, односно да сме сгрешиле и да паѓаме, Бог повторно и повторно зрачи со милосрдие. Бог повторно и повторно ни дава прилика за нов почеток. Секако тоа не смеме да го злоупотребиме, затоа што може да прекине нашиот живот и да нема нов почеток. Но ако Господ ни дал нов ден, да почнеме со нови мисли, со нови идеи, со план кој ќе биде според волјата Господова. Еве правам се ново. Колку и да е уништена некоја област во нашиот живот, без разлика сега да не спомнувам области во нашиот живот, Бог може да донесе нова сила да даде, да ни даде нова насока, нова надеж, зашто рековме, Бог е извор на нашата надеж или треба да биде извор на нашата надеж. Нажалост, некои имат извор во парите, во кариера, во бизнис, било во која друга насока, мислејќи дека тамо е извор на надежта, меѓутоа тоа се, како вели Библијата, избушени празни бунари кои не држат вода. Затоа во Него секој утро, значи во Господа, секој утро е нова шанса, секоја молитва е нова врата, секој чекор со вера е нов старт. И нека и овој ден биде нов старт, нов почеток, како овде што вели Господ прави се ново. Бог може ти даде нови мисли, да ти ги избрише старите мисли, да ти го избрише стариот начин на живот и да ти даде нова насока, позитивна, но затоа наше е да му се предадеме на Господа и во овој ден во кој веќе те зачекоривме. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Као кошута, што воду тражи с планинских извора, тако ти си чежња срца мога, тебе тражим ја. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja.
Само Ти си чежња срца мога, Тебе тражим ја. Исусовото чудо над човек со нечист дух. Чудо со жената што болува од крвотечение и чудо со Јаировата ќерка. Глава 5. Премина отаде море во страната Гадаринска. И кога излезе он од коработ, веднаш го сретна еден човек од гробиштата со нечист дух. Тој живееше во гробовите и дури со вериги никој не можеше да го врзе. Оти многу пати беше во окови и во вериги врзан, ама ги кршеше веригите и ги раскинуваше оковите и никој не можеше да го скроти. И секогаш ноќе и дење по гробиштата и по редиштата викаше и се удираше со камења. Штом го виде Исуса оддалеку, притрча и му се поклони. Па како извика со висок глас и рече: "Што имаш ти со мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме." Зошто му беше рекол: Дух нечисти излези од човекот. И го праша. Како те викаат? А тој одговори и рече: "Легион ми е името, оти сме многу." И го молеа многу да не ги пади од тој крај. А таму по ридот пасеше голем број свињи. И сите бесови го молеа и велеа: "Прати не во свињине да влеземе во нив." И Исус веднаш им позволи. Па како излегоа, нечистите духови влегоа во свињите и се гркнаа свињите по стрмнината во морето, а беа околу 2000, и се издавија во морето. А оние што ги пасеа свињите побегнаа и известија во градот и по околијата. И мнозина излегоа да видат што станало. И дојдоа при Исуса и го видоа бесниот како седи облечен и со здрав ум, во кого имаше легион, и се уплашија. А оние кои беа виделе раскажуваа што стана со бесниот и со свињите. И почнаа да го молат да се отиде од нивните краишта. А кога влезе во коработ, оној што беше порано бесен го помоли да биде со него. Исус не му позволи, но му рече: Оди дома при своите, па раскажи им што ти направи Господ и како те помилува. Си отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус. И сите се чудеа. А кога премина Исус со коработ пак на другата страна, при него се собра многу народ. И беше покрај морето. И ето, дојде еден од началниците на синагогата по име Јаир, па штом го виде, падна пред нозете негови и го молеше многу, говорејќи: "Ќерка ми е на умирање, дојди и положи ги раците над неа за да оздрави и биде жива." И поиде со него. А по него врвеше многу народ и го притискаа. Една жена што страдаше од крвотечение 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, потрошила се што имала и никаква полза не видела, а и станало дури уште полошо. Штом чу за Исуса, се приближи одзади народот и се допре до облеката негова. Ти си велеше: "Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам." И веднаш престана крвотечението и таа осети во телото свое дека е излекувана од болеста. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврти во народот, па рече: Кој се допре до облеката моја? Учениците негови му рекоа: "Гледаш дека народот те притиска, а прашуваш: кој се допре до мене?" Но он гледаше наоколу за да ја види она што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше, па знаејќи што стана со неа, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А он и рече: Ќерко, берата твоја те спаси, оди си со мир и биди здрава од болеста своја. Додека он уште зборуваше, дојда од ке началникот на синагогата и рекоа: "Ќерка ти умре, што му создаваш уште труд на учителот." Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: Не бој се, а само верувај.
и никому не му позволи да оди со него освен на Петра, на Јакова и на Јована, братот на Јакова. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде смут, плачење и силно врискање. И кога влезе, им рече: Што сте се развикали и расплакале? Детето не е умрено, туку спие. А тие му се подсмеваа. Он пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И кога ја фати раката на девојчето, рече: Талита куми. Што значи: девојко, тебе ти велам, стани. И девојката одеднаш стана и почна да оди, бидејќи имаше 12 години. И сите се зачудија многу. А он строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече: Дајте и да јаде. Оставете игра, отхулете се, Исус ниде, оподготви се, Божјата љубов вечно света, сите детски срца цвета. Божјата љубов вечно света, сите детски срца цвета. Сладкиот веќе ни даде спас, Славе долго чекам час, красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Сладкиот веќе ни даде спас, славе долго чекам час, красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Јако сме малечки дечиња сал, љубов Божја гори во нас како жар. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Сладкиот веќе ни даде спас, славе долго чекам час, красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Сладкиот веќе ни даде спас, славе долго чекам час, красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Кога Исус ќе ни дојде нам. Скршена гранка. Иако не ни се јасни сите подробности на првиот грев, знаеме дека непослушноста го одвоила човекот од Бога. Смртта се појавила како последица на тоа одвојување. Со цел ова вистина длабоко да се втисне во срцата на првите грешници, Бог воспоставил систем на жртвување на животни како символична замена за грешникот. Адам морал да свати дека плата за гревот е смрт и дека грешникот или неговиот заменик мора да умре. Но сепак требало да го дозна и тоа дека Бог е не само Бог на правда, туку и Бог на милост. Пред да ги оддалечи како виновници од Едем, Бог Адем Ева ги облекол во облека од животински кожи. На тие невини жртви Бог им го одражал првиот час за својата милост. Сомневањето во Божјата доброта довело до расцеп. Неверувањето значело отцепување или одвојување, а верата накалемување или повторно соединување. Библијата кажала: а праведникот преку верата ќе биде жив. Евреите 10:38. Тоа била вистина во првите денови на човечката раса, како што и денеска. Ова голема вистина ја
истакнал пророкот Авакум 600 години пред Христовото раѓање, а во Новиот Завет апостол Павле ја повторува 4 пати. Наспроти огромната пирамида на пластено знаење, сегашното поколение христијани го прави истиот грев што го направил и Адам. Се обидува да живее одвоено од својот Творец. Човекот прогласил дека самиот себе си е доволен и почнал да се обожава себе си наместо Бога. Науката се слави како некој нов месија, иако 20. век почнал со ласкање кон хуманистичката филозофија и со додворување кон едноставно материализмот, сепак, почитувани пријатели, современата наука сите своји резултати ги дзида на нематеријална основа. Никој не се сомнева во невидливото постоење на атомите, електроните, неутроните и протоните. Атомската наука буквално почива врз невидливите столбови на енергијата. Библијата веќе скоро 20 столетија го истакнува постоењето на невидливото. Кога апостол Павле зборувал за тоа, сигурно не можел да знае за чудесните атоми, па сепак во видливото ја видел невидливата божествена сила. Тој еве што рекол: Она кое може да се знае за Бога, ним им е познато, бидејќи Бог тој им го откри, оти она што е во него, невидливо, односно вечната негова сила и божеството се гледа уште од создавањето на светот, гледани според неговите дела. Па така тие немаат изговор. Римјаните 1 глава 19-20 стих. Ако човекот го истражува светот на природата, ќе дознае не само дека постои Бог, туку ќе ја запознае и неговата сила. Природата и Библијата со две божествени книги што на човечкиот дух му ја откриваат Божјата вечна сила и божество. Во еден трагичен миг Адам ја заборавил основната вистина за одржувањето на животот во природата, што Библијата ја дефинира вака: Знај дека ти не го држиш коренот, туку коренот те држи тебе. Римјаните 11:18. Коренот на животот е Божјата сила. Еден бил сцена на Адамовото неверување. Апостол Павле кажува за сиот човечки род следново: Тие преку неверие се отцепија. Римјаните 11:20. Во рајот Адам и Ева морале да ја научат првата лекција на верата. Првата смрт во Вселената настапила во рајот. Таа се јавила како последица на нивната непослушност и оттугеност од Бога. Од тоа време првите луѓе својата вера во Божјата правда и милост ја изразувале со принесување на жртви. Библијата ги опишува жртвените приноси на Каина и на Авела. Каин донел градинарски плодови, додека Авел донел јагне. Новиот Завет се осврнува на нивните жртви со овие значајни зборови. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва отколку Каин. Евреите 11:4. Зошто таа била подобра? Затоа што била принесена со вера во идната жртва на Голгота, каде што Божето јагне ќе се принесе себе си како единствен заменик за човекот. Библијата, почитувани, кажува дека верата доаѓа од слушањето на проповедите. Римјаните 10:17. Авел требало прво да чуе а потоа да може да ја изрази својата вера. Упатствата и објаснувањата морали да бидат дадени пред пренесувањето на жртвата. Без сомнение, Адам ги учил своите синови дека верата е услов за стекнување на Божјата милост. Првото јагне на Авела и сите подоцнежни жртви биле символ на само една жртва за гревовите, предвидена за откуп на целиот свет со приносот на телото на Исуса Христа еднаш за секогаш. Потполно е разбирливо што животинските жртви не можеле целосно или наполно да ја изразат вистината дека духовната и физичката смрт се последица на гревот. Тие не можеле да ги усовршат оние кои пристапуваат кон Бога. Физичката смрт е природна последица на духовната смрт. Во мигот
кога Адам сгрешил, почнала неговата духовна смрт, зашто гревот го одвоил од Бога како извор на животот. Неговиот физички живот бил привремено поштеден, за да има прилика да го прифати големиот дар на Божјата милост. На крајот Адам морал и физички да умре за својот грев. Кога Христос дошол на оваа наша земја, како вистинска жртва за гревот, тој со својата смрт ја платил страшната цена на човечкото туѓување од Бога. Неговите страдања не биле само физички. Исус бил наполно свесен за својата духовна смрт, што настапувала како најужасен дел на умирањето. Неговата агонија била неопишана кога од длабочината на својата душа извикал: Боже мој, зошто ме остави? Матеј 27:46. Исус ги издржал маките на нашата смрт, за ние да ја запознаеме радоста на неговиот живот. Но тој дури и во смртта бил победник. Неговата смрт била наша смрт. Со својата смрт и воскресение го отворил патот на животот. Неговата жртва на Голгота го помирила светот со Бога. Таа и дала сигурност на целата вселена дека еден ден грешникот за секогаш ќе биде отстранет, односно гревот ќе биде отстранет. Исус умрел за човекот како негов заменик. Казната за сите гревови на светот на сите времења извршена врз Исуса Христа. Во Христа како човеков заменик, секој Адамов потомок и денеска може да добие спасение. Никој нема да го загуби небото поради Адамовиот грев. Исус им донел ослободување од вечната смрт на сите оние што со вера ќе ја прифатат неговата милост. Накамелувањето со вера е единствен начин да го примиме животот. Драги пријатели, во огнот на Божјата љубов, студениот јаглен на човечкото срце се преобразува во жар на верата. Голгота е огниште на вечниот оган на Божјата милост. Јован Крстителот рекол: еве го јагнето Божјо кој ги зеде гребовите на светот врз себе. Јован 1:29. Верата е гледање, а животот соединување со Христа. Да гледаме во Христа за да живееме. Единецот Твој безгрешен го прати Ти на земјата, да чекори на овој свет, да стане јагне Божјо. Sebe me zede Ti, so životot me plati Ti, so Tebe јас сум сигурен. O јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме, Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. О
свето, во крвта Твоја изми ме, мој Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. Почитувани гледачи, полека доаѓаме до крајот и на ова наша денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток. Може да ја најдете ова емисија на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта, каде што може да ги најдете и останатите досега одржани емисии и да ги споделите со ваши пријатели. Би сакал денеска да ви понудам Свето писмо, Стариот и Новиот Завет на македонски јазик. Пишете ни слободно на нашиот телефон 077 819 828. Пратете слободно порака, а ние ќе ве испратиме по пошта на ваша домашна адреса. Доколку сакате Библијата да ја проучувате како студија, едносно како дописен курс, можете слободно да пишете на компјутерите ваши Библијата зборува.м, односно сега ќе видиме самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, драги гледачи, сакам да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас. Посебен поздрав до оние кои се редовни, но и вие кои можеби сте на работа во тоа време, но може слободно да ја погледнете емисијата на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта, каде што емисијата се снима, односно е поставена и може да ја споделите или да ја гледате во друго време во денот. Посакувам убав ден, почитувани гледачи, Господ да биде извор на нашата надеж и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.